Јас како хоби сум последил многу сајми за вино. Да речеме, оваа година ми е прва како искуство, како лично од другата страна на штандот. Винодонија пред се за македонскиот пазар и за македонските потрошувачи и за македонските граѓани, че значи многу веќе, трета година. Контактот на љубителите на вино е директен, можат да се запознаат со сите компании што учествуваат конкретно со самите мајстори, да уживаат, да најдат, да се пронајдат едноставно во себе си, така да секој производ ќе го најде својот купувач. Во домашни услови работиме некои над 10 години. Сега оваа не е прва година што испаѓаме на саем, прво представување полукомерцијално. Конкретно се работи за органско производство, органски лозија, сопствени насади и нешто купени и конкретно вината ќе бидат органски во тој стил, low intervention вајн со мали интервенции, да речеме и така. Како и ние, како фамилија во Кавадарци, сите сме по, да речеме, лозарството е кај нас една од секундарните гранки, така да тоа е една, како да речеме, на детска љубов, пренесена од колено на колено, четврта генерација, колку што јас знам, од прадедо ми, па татко ми, еве сега јас, нови правци, нови производствени процеси, се имплементира. Конкретно баш и тоа е изложено. Се работи за две кабернеа, исто органски берби, органска работа. Едното е во нормална, речеме, техничка зрелост, другото е касна, late harvest берба, се одликуваат со комплексност, чистот, така, големо буке, отвараат на мешункасти плодови, слива, джемасти, бидејќи сепак се работи за вина што во не, да речем, во некомерцијален дел произведени, не индустријски вина, им треба малку повеќе време самите да си го покажат своето, поради својата комплексност, едноставно кажувам. Средно високи алкохоли, предложени за пиење и во добро друштво, секогаш.